Добар ден, драги ученици! Денес ќе имаме час, првиот од почетокот на обработка на превенција од телесни деформитети. Тоа ќе биде кифоза, или оно што го кажуваме подгрбавеност, најраспространет и најчести, најопшто да кажеме, често зборуван деформитет, тоа е подгрбавеност во горниот дел од рбетот, горниот дел од грбната кривина, како што го видите торакален дел или кифотично држење, значи почетна фаза каде што имаме лошо држење, што доведува до рамениците да ни бидат така понапред, вратот или главата малку поназад, што би го виделе сега малку демонстративно и странично на ваквото држење, значи самите раменици ротираат малку напред, скратен е предниот дел тука од градниот кош и вратот често, тоа се случува и од неприлно држење при учење, при седење во неприлна положба, и ова го нарекуваме, значи, кифотично држење или подгрбавеност. Значи, затоа најчесто овој деформитет се поврзува со оваа подгрбавеност. Што треба да направиме, значи, за да го коригираме ова држење, треба да направиме вежби за да го зајакнеме овој дел, горен дел од, значи, од грбот, грбни мускули што се наоѓаат, значи, во овој појас, што ќе ги повлечат лопатките или плешките наназад, рамениците да дојдат од напред кон назад и нормално што се вели вратот, ако е премногу подгрбавен, и многу повеќе внимание ќе обрнеме за да го исправиме држењето на главата. Значи, од едно такво држење ние треба да добиеме правилно поставување. Значи, еве како би изгледало и тоа во предна, подгрбавеност, да демонстрираме така и раменици и исправено држење, каде што кога би се исправиле, гледате како се добива и поголема височина. Значи, се одлични вежби за да имате правилен раст и развој, односно и да бидете повисоки. Самата подгрбавеност веднаш, значи, губите од својата височина. Како се одредува чисто за мерење? Ова е наједноставно, најимпровизирано. Ќе застанеме странично тука и се пушта висок со нешто, со едно текче, да кажеме, на врвца, на јаженце, и на моментот на допир се застанува. Во секој случај, кога имаме поголема кривина тука, значи кога би имале кифотично држење, кога може кифотично држење, сте, ова е поголема разлика. Се разбира, не треба да одите со јаженцето, туку треба да задржите вертикално. Колку сме поисправени, сега се исправаме, толку ја смалуваме оваа разлика, што е негде добро да биде 3,5-4 см. Се разбира дека тука може деформитетот да се гради на две нивоа, значи едното е од грбот, додатно гледате самото навалување во вратот или во главата, значи колку многу го зголемува ова подгрбање. Значи овој деформитет се оформува, да кажеме, од две главни причини, кои се разбира поврзани, и два фактора кои треба да влијаеме за да ги исправиме. Први ќе направиме малку загревање за часот со едноставни кружења, бидејќи не е многу нешто што ќе започнеме да биде јако, но сепак треба да се загрееме. Да започнеме со кружења, со раменици, да ги раздвижиме мускулите на трупот. Овие вежби и сите вежби за кружење ги правиме и нанапред и наназад, односно кружења ги правиме во двете страни. Додека колегава ги прави кружењата, значи да објасниме, овие вежби се супер за да ги правите секојдневно, значи не се само вежби да послужат така демонстративно, бидејќи многу време поминуваме во седечка положба, посебно сега додека онлайн настава каде што не учиме, не може да бидеме целосно исправени, дури малку вие тоа може би вештачки, кога би се трудиле цело време, не сте навикнати. Пожелно е добар дел од овие вежби да ги направиме континуирано, значи гледате барем еднаш-два пати неделно за да имате правилно држење, да немате подгрбавеност, да не чекате да биде. Така се поставиме на душеците и кружеме дланки. Главата.
направиме намотување сега, повеќе пршини. Со едно убаво истегнување, ротација на рацете, дланките, рамениците и горниот дел од грбот. Значи нанапред што повеќе и наназад. Одлично. И се послужиме со столче за стегнување, ако може. Така, одлично. Целта е тука, од оваа положба, да извршиме пропаѓање, одлично, надолу. Сега може да опуштиме и главата, значи гледате во овој горен дел, каде што кажавме, каде што се лопатките, плешките, каде што е најголемата подгрбаност, да пропаднеме подолу и да изтегнеме мускулите од предната страна на трупот. Вториот тип на варијација на оваа вежба ќе ни биде со лактите подпрени на столчето. Така, каде што имаме појако истегнување, акцентирано појако истегнување. И едноставно нека трае ова 20, 25, 30 секунди да се опуштите, да почувствувате целосно истегнување. Добро? Добро, Стефан. Супер, сега ќе направиме вежбата попозната како мачка или куче. Значи одиме пак четвороношки, каде што ќе правиме поголема ротација во двете насоки, значи нагор, горе и доле. Чијаме со коковите така малку подсрсто. Намерно ќе покажеме неколку грешки кои не треба да ги правите во овој случај, значи тоа што често се случува. Тука ќе пробате да не одите многу напред со телото. Да, сега, значи за да го направите сето тоа правилно, пропаѓањето ќе го вршите што помалку движење да биде напред и едноставно да се кренете што повеќе горе, за да го раздвижите овој дел. Во секој случај телото ќе има тенденција пак, значи да пропаѓа, но ќе се воздржите, значи да се движите само во овој дел. Во секој случај, сето она што е тешко, сето она што нам е тешко да го изведеме како вежба, самото тело ќе не натера, да се примораме, да го направиме на некој друг начин, поекономичен начин, каде што не се многу дели трошиме. Добро? И две истегнувања за да правилно држи да ни покажеме со помош на пешкир или крпа. Ние веќе подготвивме нешто во секој случај не е ни битно, пешкир или крпа со што ќе го совиткаме за да ни послужи така во далечина да може да се потпре на него и да се истегнеме. А тоа сега значи ќе го направиме во лежачка положба на грб. Така, Стефан, да легнеме на грб само обратно. Така, ќе го поставиме под плешките, под лопатките, тук, одлично. Значи точно во центар, каде што велиме почуваме на најголема кривина на подгрбаност. За да го зголемиме овој степен на истегање и на опуштање на горните грдни мускули, ева така може да ги подпреме рацете, за да го отвориме градниот кош, зашто тука во корекција на деформитет секогаш се работат вежби за зајакнување и вежби за истегнување. Вежби за зајакнување на мускулите што се ослабнати, тоа во овој случај значи се грдните мускули, треба да ги зајакнеме, а треба да ги стегнеме мускулите од предната страна на трупот, кои се скратени. Значи имаме издолжени ослабнати мускули и скратени мускули, што се стегнати повеќе. Добро, и второто истегнување ќе биде каде што крпата или пешкирот ќе го поставиме така вертикално, каде што ќе предизвика пак малку отварање на градниот кош. Не треба да имате значи пешкир или крпа под главата, треба да биде слободна за да и таа изврши паѓање кон назад, за да се истегне малку. Доколку ви епте лесно може да совиткате така малку подебела, да кажеме крпа, пешкир, кренјарка, било што најмалку битно само за да почувствувате убаво отварање на градниот кош, исправање на телото на самиот рвет. И видите како е оно правилно држење. Добро. Во ред, сега ќе започнеме со
положба легање на стомак и со вежби за заеднување. Ајде сега со крпа ќе се движиме. Со рацете ги подигнуваме и ги движиме позади главата. Тука. Одлично. Вдишуваме кога рацете одат нанапред, си издишуваме кога ги приближуваме позади главата. Така. Целта е да направиме барем 12 до 15 повторувања. Се разбира дека може да направите пауза, ако е тешка, ова е тешка вежба, не може да веднаш. Се трудиме да остане телото доле, да не се подигнуваме многу високо, значи главата цело време да ни биде долу, да немаме кревање и затегање во долните грдни мускули, туку едноставно само рацете и рамениците да се движат, а трупот да биде фиксиран. Може да направите повеќе повторување, одлична вежба. Така, малку ги одмориме. Сега ќе направиме втора вежба, без пешкир, рацете си во крст. Така, положба и правиме кревање нагоре на рацете во положба на крст и ако може ротација со палецот нагоре. Така. Така. Телото ќе има тенденција секогаш вака кој ќе правите вежбите да одат рацете, вие ќе се труите да останете што поисправена положба, значи да не помине во искривување надолу и едноставно да правиме подигнување од положба каде што рацете ни се покрај телото и може исто така да се случи една рака да оди пониско, другата рака да оди така поисправена, друга поблиско до телото и тоа веќе наговества дека имаме различна јачина на мускулите од грбот. Ако таа разлика е поголема, може да имаме и друг тип на лошо држење, сколиоза, за кој ќе зборуваме понатаму. Но во секој случај, секој од овие разлики не упатува на понатамошно подетално внимание и работа и корекција на евентуален деформитет. Сето тоа може да го забележите во текот на изведувањето на овие вежби. Одиме сега со полесна вежба, рацете покрај тело, двете раце и сега. Кога правиме ова движење, може да го видите само тоа, значи можеше да совлечеме мајца за да го видиме ова движење, ако сака Стефан, со лопатките. Така. Целта е, значи да ги подигнеме рамениците, ги креаме рацете и ги спуштаме долу. Ги креаме и спуштаме. Гледате како работат мускулите на горниот дел од грбот. Значи ги креаме рамениците, се трудиме да ги доближиме едната со другата страна на горниот дел на грб или ова го нарекуваме лопатки, прешки и се трудиме да не одат рамениците високо, туку да одат надолу. Значи назад и надолу. Така. Назад и надолу. Значи целта е што повеќе да работиме во поглед на подвижност на овој дел и се разбира и заеднување. Изгледа навидно едноставно, секој од овие вежби ќе видите дека добар дел од вас ќе имат така доста голем мускулен замор при изведба на вежбите. И сега ќе одиме со целосна ротација, ќе ги спружиме рацете целосно напред и ги креваме, кружиме и доаѓаме до ова положба. Така, кружиме, тука. Гледате, баш се работи овој дел од грбот, што зборуваме, тука е проблем, значи во кифотичното држење. Горен дел од грбната кривина, мускулите околу задниот дел на рамото и на вратото. Така. Овој дел знае да биде под, да кажеме, стрес во самото тоа неколку сати многу често повторувано секојдневно лошо држење. Значи не станува збор за 1-2 дена, туку неколку часи, каде што секојдневно ние со месеци па и со години повторуваме овдека притисок, значи на прашлените од едната страна на ребетот
истегнување од едната страна на ребетот, во исто време создавање на мускулна нееднаквост и сето тоа серијски повторувано со толку број на часови предизвикува и деформитет, а во првична фаза на лошо држење и голем стрес на ребетот. Добро, поред, сега ќе направиме вежба од четвороношна положба, каде што ќе се обидеме да го држиме телото исправено, да го допреме едниот лак до другиот лак и потоа да го кренеме високо. Така. Тоа е целта, да не се движи телото, туку да се движи рамениците. Што повеќе. Така. Имаме, натрешна ротација, каде што истегнуваме овој дел и да се исправим тука, каде што гледате, каде што имаме активна положба на контракција, значи на мускулите од горниот дел на грбот. Допред едниот лак до другиот лак. Добро, ќе ја замениме сега положбата со раката и да извежбаме и другата страна. И тука е можно да се случи едната страна да биде појака, другата да биде послаба. Кога станува збор за деформитети, не значи дека исклучиво може да имате еден деформитет, дека, значи ако имате само кифотично држење, имате само кифоза, немате лордоза и сколиоза, кога има во толку голем квантитет, значи толку сати, толку пати во текот на месеците и годините повторувано лошо држење, значи може да има повеќе деформитети и да има комбинација од деформитети, дури трите деформитети на крв, знаат сега временски почесто да бидат застапени во исто време, значи кифоза, лордоза и сколиоза. Кифоза кажавме дека е најчест деформитет, речи сите во некој степен е застапен, барем како неприлно држење на телото. Во секој случај со комбинација со сколиоза веќе дава како малку тешкотија во самата исправка на деформитетот, ако веќе се створило или потрајало тоа неприлно држење, тоа предизвикува да биде малку покомплексно коригирањето на деформитетот. Одиме сега во положба на грб, легање на грб и каде што ќе направиме кревање на телото и главата по можност. Ако коите ни се на подот. Притискаме со лактите. И тука додека притискаме со лактите, се активира овој мускулен појаш што цело време зборуваме, значи повеќе мускули од горниот дел на грбот, задната страна на рамото, значи тука кај лопатките, кај плешките, ќе чувствуваме малку затегнатост и забар. Тука ќе се трудиме да не активираме стомачи, да не помине вежбата, значи она што ќе биде тенденција, вака, во собивање, значи ова не треба да го правите, значи ова е неприлно, треба да се подигнете високо и ако можете, ова е полесна варијанта, повисоко. Ако можеме, значи со тоа правиме и кревање малку на главата, малку, но главата си има своја тежина, тоа е може неколку килограми, кај возрастен човек е 7-8 килограми, така што е тек и не значи дека може да отежда многу вежбата, не значи дека веднаш ќе може да го направите така, еве како варијација со високо кревање на грбниот кој што почеток движење, но поеднаш два пати правење верувам дека ќе постигнете. Така, добро. Да направиме една вежба за истегнување. Отдолу положба. И една статичка вежба, исправена положба. Може, ова. Ќе се заротиме со грбото. Тука, први странично нека биде. Било каков пешкир крпа може да ни послужи. Значи, она што е основа од кифотично држење вака, да ги повлечете рамениците, да ги спуштите надолу рамениците, назад, стегнато,
со грбните мускули, стегнете јако и да пробате да истегнете оваа крпа, статичка контракција, да задржиме 20 секунди. Добро, сега ќе задржиме контракцијата. Така, може да се завртиме нааму, значи, видите да го задржите грбот исправен и да пробате цело време да влечете, да ја разликувате таа тренерка или крпа, било што имате во раците. Значи да задржите доближени плешки, доближени лопатки цело време, како да сакате да споите тука пенкало. Значи држите залепени раменици назад и след тоа трае, се трудиме да дадеме поголемо време траење на самата контракција. Доколку ви е тешко, ќе изедете само еднаш. Ако ви е тешко да задржите и во првиот момент толку 20-25 секунди, опуштете се, еве ќе го покажеме пак местењето. Значи ова е подграбаена положба, ајде одиме во истраена положба, испуштаме, одлично, така. И веќе лактите доаѓаат назад, тука сме истравени, држиме истегање, еве како ги истегаме ова парче на облекло, се трудиме да го разлечеме со рацете, така. Едната рака и тука ќе почувствувате баш на замор, загревање, контракција во мускулите на овој дел, значи горните грбни мускули. Така, супер. Да ги олабајме малку рацете. Добро. Може би и доволно ќе биде тука да завршите, само една вежба ќе ја покажеме да легнеме на стомак, за кога ќе со преплетени прсти позади рацете, позади главата, и сега главата останува долу, значи помалку ги креаме лактите и правиме притисок исто со главата нагоре, а со дланките се трудите да ја гурнете самата глава надолу, значи давате контракција на мускулите, значи со лактите ги креаме и држиме притисок. Исто како претходната вежба, треба правиме така пролонгирана, задржувачка контракција, така наречена статичка контракција. Ако ви биде многу тешко, значи може да олабавите, па пак ги кревате лактите повисоко и се обидувате да ја кренете главата, задржувате и во исто време, значи гурате со главата нагоре, а со дланките надолу. Ова е одлична вежба за заеднување на вратот, како што кажавме тука, не само на горните грбни мускули. Ако ви биде многу тешко во сецкање, значи задржите малку, додржите, па опуштете, па ќе пробате пак. Добро. И следна положба, значи стајане лежење на грб. Лежење на грб. Од тука лактите ќе бидат допрени, прстите се допираат и ги приближуваме нозете и оддалечуваме, но при тоа лактите, рацете да не се оделат од душевот. Значи, целта е секогаш да останат допрени рацете од душевот. Тука треба да задржиме неляго 90 степени, да не ги собираме, да не треба ќе покажеме неприлно, да не ги собираме, да не ги отвараме нозете, туку цело време со фиксиран агло 90 степени, тука. Така. Издишуваме кога ги собираме нозете, вдишуваме кога ги оддалечуваме телото. Значи, целта е да притиснете со лактите, со подлактиците, со рамениците на подлогата дома, значи да задржите доближени лопатки, значи да активираме активна контракција на горните грбни мускули. Така. И полека со движењето, значи не е толку битно, но ако не предизвикува, битно е да го контролирате цело време, држење долу на подот, да немаме кревање на лактоите. Супер! Ќе направиме мало истегнување, сувиеме колениците, се фатиме за лактите и испружиме малку нозете и ќе пробаме да се истегнеме назад, цело време држејќи се цврсто за лактите, а ќе пробаме грбот да го повлечеме наназад. Значи, се држите, а ќе пробате телото да го повлечете наназад, при тоа држејќи се цврсто за подлактиците. Тука ќе почувствувате истегнување, баш оно што го вежбавме. Ако ви е многу лесно, малку може да ги пуштите. Така.
да ги спуштите стапалата, значи нозете надолу. Значи целта е да пробате малку килобајт, пак ќе пробате назад да се изтегнете, држејќи главата ниско, за да ги оддалечиме тука и лопатките и мускулите, односно сите оние мускули што ги вежуваме, сега да ги изтегнеме. Одлично. Тоа е тоа. Одлично, Стефан. А продолжуваме натаму со другите превентивни вежби.